Вести на Канал 8. Добар ден. Обштините Кочани, Зрновци и Чешиново-Облешево со воредна дератизација за заштитување од туларемија. Во Центарот за јавно здравје во Кочани засега нема пристигнато ниту една пријава на заболени од оваа болест. Во текот на викендот, екипи од Комуналното јавно предпријатие и Центарот за јавно здравје Кочани извршија воредна општа дератизација во која беше опфатена канализацијската мрежа со акцент на ризичните места каде што постои можност од присуство на глодари. Водовод претходно ги воспостави законски пропишаните заштитни зони околу бунарскиот систем како основен извор за водоснабдување на Кочани и околните места. Заштитена и контролирана е и околината на резервоарите по зони на притисок, пошто е извршено чистење за заштита од контаминација на глодари. Со воредната дератизација е опфатена и градската депонија во Кочани, за што се употребени соодветни хемиски препарати. Во петокот беше опфатена и општината Чешиново-Облешево, а во вторникот општина Зрновци. Дератизацијата е извршена согласно заклучоците на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и по барање на градоначалникот на општина Кочани по поплавите во Кочанско од минатиот месец. Инаку, од Центарот за јавно здравје информираат дека пријави на туларемија во Кочани нема, а препораките за заштита остануваат исти. Храната термички да се обработува и да не доаѓа во контакт со глодари, темелно да се мијат рацете и храната која што не е термички обработена. Двете индустријски зони во Виница напредуваат со различно темпо. Едната побрзо, другата побавно. Продолжува градежната инвазија на зоната лоцирана на патот кон Берово. И во деновите по пуштањето во употреба, во индустријската зона во Виница е динамично. Ангажираните фирми работат на комплетирање на електричната инсталација, а градежните работници се на градилиштата, каде никнуваат новите производствени капацитети. Индустријската зона во Виница е претворена во градилиште. Според најавите, таа допрева треба вистински да профункционира. Премиерот Груевски на почетокот од месецов официјално во употреба ја пушти локалната индустријска зона во Виница. Во моментот се градат 5 фабрики, од кои една е со странски капитал, односно австријски, додека останатите се домашни инвеститори. Се планира да бидат изградени вкупно 11 фабрики. Многу побавно е темпото на заживување на технолошко-индустријско развојната зона, која владата минатата година започна да ја гради, како што се набедува помеѓу Виница, Зрновци и Кочани. Се очекува да придонесе за намалување на невработеноста и за заживување на економиите во Виница и во регионот. Со средства од државниот буџет е предвидено да се реализира целата инфраструктура, со што се очекува да се овозможат директни странски инвестиции и во овие општини. Во рамки на зоните ќе се изгради патна мрежа, приклучоци за вода, електрична енергија и газ, канализацијска мрежа, а ќе се преземат и мерки за заштита на животната средина. Овде се предвидени 10 градежни парцели за индустријски капацитети. Застава Југо и Volkswagen Fox се судрија на градскиот плоштад. За среќа немаше повредени. Причината беше само материјална штета. Сообраќајна незгода се случи попладнево на градскиот плоштад Методија Доновченто на мостот од крстосницата помеѓу улиците Борис Трајковски и Лјупчо Сантов. Во незгодата учествуваат две патнички моторни возила, едното Застава Југо и другото Volkswagen Fox, двете со кочански регистарски таблички. Во несреќата немаше повредени, а причината беше материјална штета на двете возила. Полицијата изврши увид на местото на незгодата. Причината најверојатно е непочитување на правото на првенство на минување. Во краток временски интервал, додека увидната екипа беше на терен за да ги утврди причините за незгодата, мостот беше затворен за сообраќај, а сообраќајот од овие два правца беше пренасочуван кон улиците од двете страни на кеот од реката, ВМРО и кеј на Револуцијата. Во тактично показна вежба при пожар што избувна во основното училиште Никола Карев, за помалку од 30 секунди евакуирани беа 240 ученици и 50 наставници. Повредени неколку деца, зашто веднаш беа префрлени во Кочанската болница. Вежбата за евакуација и спасување во случај на пожар беше спроведена од страна на територијалната противпожарна единица од Кочани.
Неколку повредени деца кои беа итно префрлени со возило од итната медицинска помош во здравствениот дом во Кочани, изгорени училници, евакуирани околу 300 присутни ученици и вработени во училиштето Никола Карев е билансот од пожарот кој што избувна предпладнево, а е дел од тактично показната вежба за евакуација и спасување во случај на пожар на територијалната противпожарна единица од Кочани. На вежбата противпожарната единица при дојавата за пожар во училиштето реагираше со 2 противпожарни возила и 13 пожарникари. Од Дирекцијата за заштита и спасување истакнаа дека училиштето технички е подготвено и опремено при случај на пожар. Техниката секогаш има добар развој и никогаш не е доволно и потребно е сите субјекти во општината да вложат што повеќе за да може техниката да се развива. Сметам дека училиштето е добро опремено, добро подготвено, планските документи кои треба да ги има, така да вежбата можам да оценам со одлична оцена. При пожарот успешно беа евакуирани учениците и вработените, а имаше и симулација на повредени ученици кои беа успешно изнесени од училиштето и им беше дадена прва помош од страна на медицинската екипа од здравствениот дом од Кочани. Територијалната противпожарна екипа доби дојава за запалена училница во училиштето Никола Карев и веднаш реагиравме со 2 противпожарни возила и 13 пожарникари, така што целата акција беше успешно завршена, учениците евакуирани, повредените спасени и вежбата протече како што треба. Во 11 часот по алармирањето на звончето и по информација на предметниот наставник во училница број 9 изби пожар. И моравме, благовремено да ги евакуираме учениците и постапивме према планот и спасување за безбедно напуштање на училишната зграда. Пред време знаат, приземјето, првиот кат и вториот кат ги користеа двата влеза, негде за 30 секунди сите деца беа евакуирани на безбедно место, негде бројка околу 240 ученика. И плюс предметните наставници, персоналот, негде бројка околу 300 учесника, тоа ми дава за право, со отварањето на новиот влез, оправдано беше инвестицијата за безбедно напуштање од разни типови на евакуација. Може да се случи и од земјотрес, може да се случи веќе од денеска што имавме во самото дојава за опожарената училница и постапивме према сите тие планови кои одма беше информирана противпожарната служба на број 193. Одма после тоа беше информирана и брзата помош, кои за рок на 3 минути, према моите проценки, беа на лице место на јужната страна, за да може да се пристапи на јужниот дел. Противпожарната единица од Кочани упати благодарност до сите учесници во вежбата, како и до Црвениот крст и здравствениот дом од Кочани, кои излагуваат во пресред за организирање на вежби кои се од големо значење за сите. Од Дирекцијата за заштита и спасување ја пофалија вежбата како успешно изведена и порачаа да се изведуваат што почесто вакви симулации и вежби. Среда е пазарен ден во Виница. На тезгите се позастапени се градинарските производи. Поголема побарувачка се очекува во периодот пред велиденските празници. Дождлив пазарен ден во Виница. Цените вообичаени. Потрошувачите и овој пазарен ден се снабдуваа со основните намирници. Најмногу се бараат раноградинарските производи кои стануваат се позастапени на тезгите. Освен зелената салата, овде е младиот кромит, доматите, краставиците. Кромичето е 10, лукчето е 15, марулата е 20, 15 и 10 према големината. Се тоа. Спанајкот е 30, 40 исто према квалитетот. Тоа е, друго неаме. Како оди потрошувачите? Па сега ќе видиме, уште за сега има доволно роба, а дали ќе се потроши ќе видиме. На тезгите на виничкиот пазар се застапени и мешункастите и раноградинерски производи. Побарувачката на оризот не е на високо ниво, коментираат пазарджиите. Ориз продавам. Да, кило по кило. Делиме го. Која цена? Па не 70 евра, като нема продаваче, нема купуваче, така стоиме ту. Стоиме ту на тезгите. Не. Слабо оди побарувачка? Слабо. Споредба со порано од кога продавате? Па една година има две како продавам, не иде. Од овошјето, овој пазарен ден доминираше јаболката која се продава по цена од 20 денари за килограм и тоа со добар квалитет.
Во големи количини е застапено и јужното овошје. Цената на мандарините и особено портокалите е променлива зависно од количината што ја бараат потрошувачите. Цитроните и кивите имаат веќе константна цена од 60 денари за килограм, додека најзабележлива корекција на цената последниот месец претрпеа бананите, кои скокнаа на 70 денари за килограм. Наближува Великден, па се очекува во следните 2 недели потрошувачката значително да се зголемува. Во Центарот за култура Бели Мугри се изложени најдобрите карикатури од фестивалот за хумор и сатира Инвиница Веритас. Воедно беше промовирана и книгата со афоризми "Никој не сака да биде плашило" од Миле Ѓоргиевски. Изложба на карикатури од последното 6-то издание на фестивалот за хумор и сатира Инвиница Веритас. Изложбата прави турнеја низ Македонија и странство и синоќа беше отворена во Кочани. Изложени се 30 на карикатури од над 400 кои пристигнале годинава од најпознатите светски автори. Според мене, ова е најдобрата колекција на карикатури што досега пристигнала на нашиот фестивал. Направивме на добра шема односно разгранетост на оние покани кои ги направивме низ сите светски асоциации на карикатуристи и буквално од цел свет имавме оваа година. Значи реков над 400 карикатури од 100 автори од 50 држави од целиот свет. Инаку да напомнам дека прва награда освои Валентин Дружинин, светски автор од Русија. Втора награда освои автор Олексеј Кустовски од Украина и трета награда Лука Лагатор од Црна Гора. Не е погрешно оно што ќе го кажам дека жирито навистина имаше тешка задача, бидејќи буквално сите, ова е компилација од најдобрите светски автори. Домот на културата Тоша Арсов за прв пат во рамките на фестивалот годинава имаше уште една активност. Станува збор за издавачка дејност во чиј склоп требаше да се промовира и уште една книга, но заради болест на авторите промоцијата беше одложена. Паралелно со изложбата на карикатурите беше промовирана и книгата со афоризми "Никој не сака да биде плашило" од Миле Ѓоргиевски, кој вели дека во Македонија од секогаш се нема слух за хуморот и сатирата. Многу значи во последно време што имаме една навистина експанзија на изданија од областа на сатирата. Од август 2014 па заклучно со ова трето издание на книгата "Никој не сака да биде плашило", имаме досега дури 10 изданија од областа на хуморот и сатирата. Се снаоѓаме со спонзори. Како што кажав, ја минатата година имам доста своји изданија. Ова година јас ја подготвив и антологијата на балканскиот еротски афоризам на врвот од вулканот. Исто така е подготвена и деновивиот печат излезе и илустрираната антологија на балкански еротски афоризам, тоа е под наслов "Будење на петелот", така да имаме една експанзија на области на разни наслови од областа на хуморот и сатирата. Кочани има голем број автори кои создаваат афоризми и карикатури. На самиот крај во подготовка се книгите на афористичарите Ленче Стоименова и Јана Атанасов, чија промоција ќе биде следниот месец. Трета година поред, градот ќе биде организатор на вечер на афоризми, а активно функционира и афористичарското здружение на граѓани. На крајот, Ѓоргиевски ги поздрави присутните со неговиот омилен афоризам. Не сум ни за антички македонци, ни за стари словени, јас сум за нешто помладо. Учениците да се запознаат со своите права и одговорности е целта на ликовната изложба која што беше отворена во Основното училиште Раде Кратовче. Истата е дел од проектот "Сите сме еднакви". Училиштето Раде Кратовче секоја година спроведува активности во рамки на проектот "Сите сме еднакви". Годинава како дел од ликовната изложба која што е отворена во училиштето, учениците цртаа и твореа на тема "Права и одговорности". Во проектот "Сите сме еднакви", училиштето Раде Кратовче е вклучено од минатата година. Целта е запознавање, подобро запознавање на учениците со правата, но ние повеќе акцент ставаме на одговорностите за како една неразделна целина на овој дел од самиот проект. Инаку се твореше по техники по избор на ученици. За учество во ликовната изложба беа поканети сите кочански училишта, но учествуваа само 3: Раде Кратовче, Никола Карев и Крсте Петков Мисирков од Оризари. Следува спортската информација.
Машката кошаркарска екипа на Свети Кирил и Методи ќе патува на училишната Олимпијада во Скопје. Одиграно четвртото коло во лигата во мал фудбал. Машката кошаркарска екипа на Свети Кирил и Методи ќе учествува на училишните Олимписки игри во Скопје. На регионалното надпреварување што се одржа во Свети Николе, кочанските основци забележаа победа во единствениот меч против екипата на Кочорацин од Куманово, како победник на североисточната зона со резултат 61:57. Општинските организации, зонски центри, Скопје, Тетово, Охрид, Битола, Струмица, Велес, Куманово и Кочани, како членки на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, имаат своји представници на овие надпреварувања. Најдобрите изборуваат пласман на училишните Олимписки игри, своевидно државно првенство кое ќе се одржи во деновите помеѓу 16 и 18 мај. Во спортската сала во селото училиште Никола Карев пак беше комплетирано четвртото коло во футсал лигата за основци. Раде Кратовче ја стовада екипата на Крсте Петков Мисирков со резултат 5:2, додека во другиот надпревар што беше одигран ден претходно, Никола Карев забележа победа над екипата на Свети Кирил и Методи со резултат од 5:0. Слободна беше екипата на Малина Попиванова. На делба на првото место се екипите на Никола Карев и Раде Кратовче кои имаат по 9 бода. На втората позиција е Свети Кирил и Методи со 6, на третата, односно четвртата позиција се Малина Попиванова и Крсте Петков Мисирков без бодови. Толкова вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.